образование, моја секогаш омилена тема, особено кога младите се во прашање, изборот на универзитет. Дали знаете дека доколку ги следите сопствените амбиции и желби, дека изборот на универзитет е вистинскиот избор за патоказ во животот. Со универзитетскиот професор Викторија Трајков разговараме во продолжение. Добро утро. Добро утро, Јована. Добро утро на сите гледачи на вашата телевизија. Се надевам дека ќе бидеме интересни во овие. Да, и дека ќе го задржиме, да, токму вниманието, тоа сакаме да го направиме не само на помладите, сакаме и на родителите. Така. Да, на сите оние кои што се повозрасни во семејството. Еве, прво тоа ќе ве прашам, зошто треба и на нив да го задржиме вниманието, колку се тие клучен фактор во изборот на младите на универзитет? Па некако ние се уште живееме во тоа, ајде да кажам, некои старински стереотипи во кои што нели родителот е тој кој што има клучната улога во одлучувањето на таа возраст од прилика 18-19 години. И некако неговото влијание во поглед на тоа каква идна професија ќе има неговото дете игра клучна улога во одлучувањето што ќе биде мојот син или мојата ќерка во иднина. Каде тој го гледа своето дете? Да, каде го гледа во смисла, да, точно каде го гледа, односно кои се потајно амбициите на родителот како треба да изгледа неговото дете. Што добро е од една страна, затоа што можеби еве тој момент на пубертет некако ги збунува, ги носи во некој друг правец и така натаму. Меѓутоа, можеби е добро само да се насочи детето, но не и да се влијае на одлуката што би било во иднина. Ние како универзитет често пати, онака меѓу колеги знаеме да искоментираме дека мајката или таткото одлучило што ќе биде неговото дете. Дека амбициите се сосема спротивни од она што фактички очекува самото дете дека треба да биде или има замислено да биде. И кога ќе дојде кај нас на прво интервју, гледаме дека тотално диаметрално спротивно размислување има родителот и студентот. И за колку е важна таа насока понатаму според вашето искуство, според работата со младиве, според познавајќи ги реално и трендовите? Јована, често ми се случува, например, ќе се запише одредено дете студент, еден студент на еден факултет и после тоа го гледаш дека после првата година он не е задоволен прво од самиот себе. Не учи, не посветува доволно внимание, однесувањето му е поразлично од вообичаено и така натаму и не некогаш туку најчесто тој родителски пристап од наша страна како професори кога ќе седнеш онака мислам зборуваш не е врзано и така натаму, сваќаш дека детево не е задоволно од она што го одбрал во прва година. Ние како универзитет даваме можност нели во втора година да се смени правецот. На друго место, на друг факултет да упише и така натаму, затоа што кај нас е така концепирана програмата да може да ги следи тие светски трендови каде што детево можеби на 19 години ќе се премисли во поглед на тоа што би сакал да биде во иднина. Но најчесто на останатите универзитети, не знам колкава е таа можност, во разговор со останати студенти кои што не се можеби дел од нашиот универзитет или непосредно ќе ги сретнам во секојдневието во работењето, гледам дека голем процент од децава не сакале да го студираат тоа што сте запишани. Сега, дека тоа е така, едно истражување на Independent вели дека од 9 од 10 деца на возраст од 21 до 65 години потоа велат дека се каат во животот, кој факултет го избрале и затоа што не се одвистува со начинот на живот и не се одвистува со нивната професија. Сега, ако од оваа перспектива погледнеме, деца на 17-18 години, потоа не се деца. Треба веќе да знаат точно, што прилика сака. Треба да има концепт во главата, што би сакал или да си биде во животот. Да, да биде во животот, меѓутоа пак се враќам на оние стереотипи кои што владат во нашето општество. Тука проблемот да го детектирам на две места. Прво, како што кажавме, влијанието на родителот и искрените амбиции на родителот што како си има замислено дека треба да биде своето дете и ти можеш да, пак ја кажам, ти можеш да препорачаш, но не и да влијаеш на самото дете. И од друга страна се она како општеството диктира што е моментално тренд или што немаме на пазарот.
тука најголемиот проблем го детектирам во немање национална стратегија како да се задржат младите во државата. Затоа што ако ние како држава знаеме каде сакаме, што сакаме да правиме, тогаш го тресираме патот, односно нели се става возот на шините и после возот сам си иде, нели? Да знаеш точно каде треба да вложиш. Како што треба, точно. Не знаеме, ние постојано можеби зборуваме дека тие профили не достигаат и така натаму, меѓутоа не ја отвораме можноста пак и на приватните универзитети да речеме се потрудат да направат таков да ги задоволат критериумите државни кои што би требало да бидат за еден медицински факултет, ако постојано зборуваме немаме медицински кадар. Да, и реално немаме. Не даваат можност да отворат на пример приватни факултети, доколку државата нема капацитет или можност или финансии во моментот да направи нов факултет. Второ, квотите не ги отвараат. Значи цело време ние зборуваме немаме доктори, немаме сестри, немаме не знам што, меѓутоа квотите не се отварат, остануваат исти. Ограничени. Да, јавна тајна е колку тоа нели трети требаат врски за да можеш да се запишеш, да речеме, на еден медицински факултет и така натаму. Така што сметам дека немањето национална стратегија како младите се задржат е уствари примарниот проблем во на што во иднина ќе биде. Например, ако од средно школа се работи на детето во поглед на психолошки да се влијае, дека треба таков профил, дека тоа ќе донесе добро на државата и дека сите ние ќе имаме бенефит од неговото учење, он можеби ќе се осети во даден момент важен дека треба да одбери одредена професија. И ако таа професија искрено, да речеме, со желба, трне со желбата да помогне на себе, на државата, на семејството, тогаш некако и корисен ќе се осеќаш тука и нема да размислуваш за втора опција да ја напуштиш државата. Не знам, тука некаде го детектирам тој проблем. Ама тоа, знаете, од секогаш било така, тука ни било проблемот. Мое време, кога сме се запишувале на факултет, беше тренд да се запишеш на правен или на економски. И наеднаш на пазарот на трудот премногу правници и економисти и кој каде да се вработи, се вработуваш негде каде што само за да имаш работа. Значи не се одвесува на изборот на универзитет. И се уште остана. Точно, ние Универзитетот Скопје има два институти кои што работат постојано за потребите на пазар, односно прават истражување што и како се случува и според тоа и ние и програмите ги како да кажам, ги конципираме за да можеме да бидеме не само атрактивни на пазарот, туку и да им бидеме атрактивни на самите студенти, бидејќи теоријата ти ќе ја научиш, окей, ќе дојдеш, јас ќе ти ја дадам книгата како мој студент, ќе ти кажам, ќе те насочам што и како, меѓутоа ако јас тоа практично после завршувањето на не знам првата година, ако не одам јас на пракса и да видам суштински да го опипам моментот како би изгледало тоа можеби ќе ти остане само како теоретски дел во психата, во начинот на делување и така натаму. И затоа ние имаме задолжителна. Да, во рамка си, како викаат американците, нема поише мислам цело време си by the book и нема out of the box, така што тука тој момент е малце на креативноста можеби се скратува повеќе и кај децата. Особено на факултетот каде што јас сум дел за меѓународен маркетинг менеджмент, не може без пракса тоа да го направиш. Многу е лошо што колку е важна таа пракса и за сите? За сите, затоа што некако е нашите студенти имаат задолжителна пракса во текот на летниот период, што значи дека мора да одат да работат, да видат што како да осетат што значи нивната професија во иднина. И можеби тука и ќе се направи, не знам, некој прелом во смисла на да се премислиш, не. Да чекам малку сега што учев јас кога го работам, ова не е тоа. На крајот на денот знаеш, не ти одговара. Тоа ти може не си доволно креативен, не знам да правиш маркетинг кампањи, са пак јас од мојата област ќе. Добро, ако зимаме пример. Меѓутоа, не знам, после тоа можеби си сватил ти дека тебе економијата малце повише ќе ти оди, така што можеш да се фокусираш нели на економски предмети и така натаму, или пак можеби си одлучил дека треба да бидеш менаџер на човечки ресурси, така што можеби тоа шефовското во тебе ќе проработи, па ќе сакаш да менаџираш со капацитетите на една компанија. И сега тука се отвара едно прашање, колку се амбициозни младите? Зборувавме, нели? Да, кога се подготвувавме, малку разочарувачки се некои, вие го имате искуството, постојано сте со нив во контакт. Мислам дека целокупната ситуација во државата им влијае многу на младите и за тоа како они ќе се чувствуваат во поглед на однесувањето за одредена тема.
во моментот, како иде генерација во генерација, односно година во година, последните неколку години се чувствува она летаргија кај младата популација, незаинтересираност апсолутно за ништо. И сега тука можеби ќе го детектираме проблемот, не знам, во трендовите седењето на телефон. Не бе дечки, не е проблемот телефонот. Значи, ако има дете во што да прави, не знам, нуди градот, државата, различни настани каде што ќе може да оди, ќе се дружи и така натаму, преку ајде пред телефонот да го искористиме за маркетинг, да му кажеме каде ќе се случува одреден настан, па може да дојде, нели? Така што мислам дека пак го детектирам проблемот на целосната летаргија кај младите, во целосната организација, не само на градот, туку и на државата во поглед на тоа како младите ќе се однесуваат сега во иднина и заборавајќи во минатото како било. Затоа што сите се, не знам, сите се повикуваат на тоа минато ние пред 10 години поминале. Заврши, зборувавме 2023 сме, ајде да одиме напред. Малку разочарувачки зборувавме за тоа, овој факт што го слушам, затоа што младите треба да бидат движечка сила во држава. Апсолутно. И дека на нив не се подпреме. Од тука историски гледано, секогаш младите биле тие кои што ја носели идејата за некаква си борба. Значи борба дека пушки и пиштоли ние треба да земеме точно. Меѓутоа ете баш тоа, значи да промениме нешто. За подобри услови. Точно, иницијативата треба да дојде од секој млад човек, во која насока ќе се движиме, не само ние како професори, него општо и самото општество во кое што ќе се движи. Да, ние навистина имаме доста квалитетна младина која што може сега има можност, не знам, да дополнителни курсеви да се дообучува, да магистрира, да докторира, не само кај нас, туку и во државата, но ние не го користиме тој момент. Ние не знаеме како држава како тоа дете после тоа да се врати назад и сето тоа што го научил да може да го искористи, да го искористи тука. Некако ако пред неколку години беше моментот мама тато имаат фирма, па јас ќе одам кај нив ќе работам и така натаму, нема врска што и да завршам. Сега е навистина дојдено до една ситуација да и веќе тоа го нема и да преживуваат и да размислуваат да фатат првиот авион и да заминат во странство. И што би правеле тогаш? Затоа што секаде си странец. Тоа малку, мислам дека кај младите тој момент треба да биде Да, ние немаме резервна татковина и ние како секој во својата област треба да објасни тоа на младата популација дека ова е твојата татковина и секаде каде што ќе одиш на друго место, уствари си граѓанин од втор ред. Па точно. Точно, тоа е дефинитивно. Да, можеби Холивуд филмовите и така натаму влијаат на, не знам, перцепцијата на младиве како би изгледало. Например, не знам, сега сите бевме како женска популација од сексот и градот најмногу, не знам, фасцинирани. Меѓутоа, кога ќе одиш да живееш во Њујорк, гледаш дека само 3% од населението го живее тоа што го гледаш во серијата. Сите други работат по 2-3 работи за да може да преживее, бидејќи тоа е такво општество кое што бара многу, дава многу, меѓутоа и бара многу. Истото е секаде, не е само таму, и во Европа и така натаму. Меѓутоа, ние имаме прекрасна држава која што може да ја развиеме, на која што само малку повеќе сакање треба, да си ја сакаме државата, да имаме чувство на припадност, на патриотизам не е само, не знам, го вееме знамето, пееме патриотски песни и така натаму, туку патриотизмот во тој момент се гледа колку ти ќе придонесеш и сакаш да помогнеш оваа држава да е убаво место за живење. Како професори споминавте дека ние како професори што да научиме од младите, што да научиме од децата, вас ви требаат за да знаете која е насоката и каде понатаму вие ќе ги насочите во образованието. Апсолутно, јас дури ти кажав, Јована, јас ги провоцирам на час да видам да може да ги влеземе во дискусија, во дилема, да ги протиставиме ставовите, да видам што мислат, што како они ја перцепираат целата работа, например, што би требало да се случи. Одредена тема. Точно, што би требало да се случи, какви се нивните размислувања. Многу е жално кога ќе видите дека, не знам, не сакаат да ти вратат, не се заинтересирани да зборуваат на одредена тема и така. Дали можеби немаат познавања? Не, познавања имаат до одреден степен, бидејќи интернетот сега тебе ти дава секаква можност да видиш, да прочиташ, дури да не сакаш, дури да не сакаш некако ненамерно, како се каже когнитивно ќе ти влијае, меѓутоа мислам дека самата атмосфера и преокупирањето на луѓе во содневна политика, па и кај младите влијае доста
бидејќи тој ќе си дојде дома и тука таа е само темата која што се зборува, оди во кафич се зборува за политика, премногу се поларизира општеството, ти си од ова, јас сум од ова, ти си од нашите, ти си од вашите и така натаму. И малку попаметни, ајде да кажам, деца кои што повеќе имаат амбиции, сакаат да се снајдат и така натаму, размислуваат само да се тргнат од тоа, бидејќи не ги интересира веќе таа тема, тоа што ги прави незаинтересирани и летаргични и така натаму. Да. Зборувавме за изборот на универзитет дека е патоказ во животот, ама изборот на универзитет не е само еден куп скрипти, не е само толку книги, не е само ноки неспиени и безброј кафења во текот на денот. Што се е? Тоа е еден, не знам... Универзитетот пред себе, кога ние, например, на Универзитет Скопје, ќе зборуваме како треба да изгледа на една нова академска година, која што би почнала од октомври, која што ќе почне од октомври, е како, кога ќе дојдеш кај нас на универзитет, да сакаш да го правиш тоа. Не да, како викаше, баба ми викаше, да се вратат одзајте назад. Не, него да ти е убаво, да се чувствуваш убаво, да се уважува твоето мислење и оно што ќе го научиш да можеш да го примениш. И затоа не е само универзитетот, како што кажавме, скрипта, ќе земам, ќе ја научам книгата, ќе положам на колоквиум, ќе положам на испит и ќе добијам оценка на крајот на денот. И ќе пројде таа процедура. Точно, туку да научиш како да станеш академски граѓанин. Точно, самата квалификација на академски граѓанин има своја тежина, иако за жал кај нас во држава не се обрнува многу внимание на тоа. Академски граѓанин значи човек кој што добро се однесува, кој што знае да седне на маса, знае да полемизира, да зборува, да не знам, да има свој став, да гради нешто и да го променува општеството во кое што живее. Токму кај нас на универзитетот тој го правиме и ние најчесто организираме различни форуми, дебати и така натаму, само за да ги спровоцираме младите, односно нашите студенти да размислуваат малку подруго и да излезат од таа рамка која што им ја наметнува секојдневието во кафич, дома и така натаму. Така што универзитетот во целина е едно место каде што ти треба да уживаш во она што го правиш, да уживаш во смисла на замисленото што би сакал ти да бидеш во иднина и тоа да го направиш и да го научиш на најдобар можен начин и да ги искористиш на крајот на денот сите знаења на тие професори. Но и благодетите, сакам да ги споменеме пријателствата, кои што се за цел живот. Мрежувањето е најважно. Мрежувањето е најважно. Ете тоа ќе го видиме во тие филмови кои што често ги гледаме, тие братства и сестринства кои што влијаат во, мислам, кои што нели ги има во самите универзитети. За жал кај нас ние сме друга генерација. Наше време беше поинаку, се завршуваше на факултет, се брзаше на кафе, затоа што и до ден денес во филата во која што работиме и некој било кој, ако ни затреба, гледаме кој е од факултетот, кој каде работи. По нешто, како по клучен збор си го бараш. Да, буквално. Тоа е уствари тоа. Кажано на еден таков, да речам, дигитален речник, но како и да е, многу е важно да имаш, да си добро вмрежен, тоа значи да имаш многу пријателства, човек со човек бидува, како викаат, така што сметам дека и во секоја професија е така, бидејќи ако не знам каде да се јавам во смисла да побарам помош, утре нема да знаат и тие и мене да ме побараат. Така што ако на правилно место го направиме тоа мрежување, си подадеме рака, знаеме дека ние сме еден за друг тука што и да биде, сметам дека универзитетот е клучното место каде што ќе се направи тој почеток за такво мрежување. Може да заокружиме со тоа дека вистинскиот избор е убаво да го направиме од прв пат, но никогаш не е доцна и доколку си ги следиме афинитетите, си ги следиме жилбите и да се вратиме на вистинската патека и може да искористиме додека сте тука да пратиме еден апел до младите. Да, апсолутно. Јас секогаш тоа им го кажувам и на предавања и сметам дека младите се тие кои што навистина треба да го кренат гласот за ова место да стане подобро за живење. Иднината е во нив, без разлика дека можеби ќе рече ти младци и така натаму, не се согласувам со тоа. Да, јас би го искористила искуството и знаењето на старите, меѓутоа тие кои што треба да бидат на почетокот со бајракот, тоа се уствари младината во државата и го замолувам секој иден човек кој што не знам ќе се занимава во делот на политика или ќе има некое влијание во менувањето на општествениот живот, особено да се посвети внимание на таа национална стратегија како младите да бидат задржани во својата држава. Некако сите ја забораваме на крајот на денот Македонија и како Македонија треба да биде
како една држава. Сите некако во брзината на времето си гледаме за себе и она што може ние, ајде да кажам условно, да искористиме од самото постојање, ми тоа нема ништо да искористиме ако не ни убаво на местото каде што сме. И сметам дека тоа е пораката во која што треба да се упати јавно и секој од нас во својата област да влијае, дека младите мора да се најде начин како младите да ги задржиме во нашата држава. Благодарам многу. Благодарам за разговорот.